И ме викна Здравко да трчаме на улицата Трифун Бузев. Си викам, Здравко, ако маратонец, кој знаеш што улица е ова, ако булевар долга, а то да ти била 30-40 метра. Ова е улицата. Па Здравко, супер што си тука, ова најкратката улица на Скопје испадна. Изгледа не е нешто битен Трифун Бузев. Да, должината на улицата е само 85 метра и дури ќе речеме дека чудно е што воопшто им доделиле улица, но не се работи за човек кој не е заслужен. Прва асоциација на периодот меѓу двете светски војни во Македонија е печалбарството, односно 150 годишната традиција на балканските народи да одат на гурбет во државите од Западна Европа, Америка и Австралија. За масовноста на печалбарството, како и за трагичното херојство на печалбарите, сведочат битовите драми кои се темел на македонската драматургија, пред се печалбарите на Антон Панов и парите се отепувачка на Ристо Крля. Но, во фокусот на нашите репортажи од Скопје се печалбарите револуционери, односно, оние нашинци кои меѓу двете светски војни не биле само експлоатирани во фабриките и на градилиштата во туѓина, туку биле и жестоки борци за поправеден свет, односно, биле истакнати синдикалисти и републикански борци во Шпанската граѓанска војна. Конечно, ќе истражиме и која е единствената жена од Македонија и албанка што заминала за Шпанија да ја поддржи антифашистичката борба на интернационалните бригади. Борис Атков е еден од печалбарите револуционери роден во 1904 година во Скопје, а се иселил во Франција во 1924 година, каде работел како рудар и како артист во циркус. Во Шпанија стигнал на почетокот на војната и се вклучил во првата балканска чета и во бригадата Ѓуро Ѓаковиќ. Се борил на Мадридскиот фронт заедно со Панчо Хаџипанзов, Трајко Мишковски и Димитар Тодоров. Во февруари 1939 година бил заробен и префрлен во логорите во Франција на присилна работа, но во август 1941 година успеал да избега и да се врати во Југославија. Во 1944 година стапил во единиците на Народно-ослободителната борба. Бил делегат на првото заседание на АСНОМ, а по ослободувањето дал свој придонес во развојот на културата и филмот во Македонија. Тоа не мотивираше да разговараме со Јане Алтипармаков, колумнист на Гласни идеи и филмски работник, пред Кинотеката на Македонија. Како ученици во основно и во средно образование со Шпанската граѓанска војна се среќаваме првпат на часот по македонски јазик, каде што на пример може да прочитаме некоја песна од наш писател или поет за Шпанската граѓанска војна. Дали во архивите на Кинотека имате материјали од меѓу двете светски војни, дали за Скопје, дали за Шпанската граѓанска војна, нешто така? Да. Па јас соработувам со Кинотека неколку години како надворешен соработник, како филмски критичар и модератор, значи не сум она што се вика официјално дел од тимот кој што се грижи за архивирање на снимките, тоа е една посебна единица која што ги дигитализира работите, но според некои мои сознанија и она што сум можел да го погледнам на одредени проекции, има некои работи што се дигитализирани од тој период, да речеме, меѓу двете светски војни и тие архиви може да се погледнат на одредени проекции во Кинотеката на Македонија. А како филмски критичар, низ годиниве, кој е твојот впечаток за репертуарот на Кинотека во смисла
Дали сметаш дека во доволен обем се обработуваат револуционерни теми од минатото? Првото прашање е дали има доволно филмови, например, што обработуваат вакви теми, веројатно имате и Недела на шпанскиот филм и слично. Дали нешто поврзано со шпанската граѓанска војна или општо на политички теми се проектира? Нешто поврзано со шпанската граѓанска војна во некоја скора, блиска иднина или минато, јас не сум сретно, најискрено, но можам да кажам дека пред некој месец имаше ревија на португалски филм и дел од тие португалски филмови беа направени од колектив на филмски работници кои што во 70-тите години функционирале како некаква опозиција на тогашната официјална португалска власт. Што била исто диктатура, веројатно. Што била реално диктатура слична на она што Франко го спроведувал во Шпанија. Така што од време на време се случуваат проекции кои што таргетираат, да речем, или се занимаваат со некоја наша револуционерна оставштина, но тоа не е премногу често, не е ни премногу ретко. Мене ми се чини дека кога ќе стане збор за некаков циклус, можеби во рамките на некаков циклус може да се видат тие филмови. И уште едно прашање, пошто гледав дека во Шпанија општеството има проблем со минатото. Онака уметниците и режисерите не така се храбри да ги отвараат некои теми што се смета дека во интерес на националното единство се ставени под тепих. Дали имаш ти впечаток дека на Балканот, еве да не се ограничуваме на Македонија, дали филмските работници општо се храбри да се занимаваат со теми за минатото, но од една перспектива на прогресивни интернационалистички гледишта, не од национални гледишта. Така. Каков е твојот впечаток? Мојот впечаток е дека нема многу остварувања од тој тип. Тоа е еден генерален, да речам, проблем или генерална ситуација која што веќе со години може. Предпоставувам дека веќе со години се случува такво нешто, значи овие теми да бидат ставени некако под маргините, и тоа е резултат на официјалните политики кои што се водат на Балканот. Според мене, бидејќи реално филмската индустрија е скапа работа, да речам условно скап спорт, за кој што треба многу пари, и знаеме дека на Балканот владее некој систем на условно полудржавна, полуприватна кинематографија, што значи дека независните така наречени продукции сепак влечат во голема мера пари од државните фондови, а државните фондови се често политички таму се диктира и наративот. И таму се диктира и наративот, а да бидем искрени, наративот на прогресивна, револуционерна филмографија не е приоритет на елитите кои што владеат на Балканот последниве 10, можеби и 15 години. За жал тоа е реално. Да. И се почесто може да се видат некои остварувања кои што се трудат да направат некој вид на ревизија на минатото, особено на кабелска телевизија. Во последно време приметувам некои изданија, некои серии се тоа во суштина, значи серии кои што се занимаваат со Втората светска војна, но од аспект на националната кауза. Националната кауза, да, станува збор за некои српски серии, и тоа е политика која што вирее на Балканот веќе подолго време. Кој е придонесот на Борис Атков за филмот ќе остане да истражиме во следна прилика. А сега одиме на најкратката улица во Скопје, именувана по шпанскиот борец Трифун Бузев. Значи, Трифун Бузев има богата биографија, бил шпански борец. 1912 година побегнал од турската војска за време на Балканските војни и заминал на печалба во Америка. Таму видел дека ситуацијата на капитализмот е иста како си секаде и се приклучил прво на Социјалистичката партија на Америка, после на индустриските работници на светот, тоа е синдикат, а потоа на Комунистичката партија на САД. Во 1936 година, како и многу комунисти и социјалисти, отиде во Шпанија да ја брани и републиката и да се бори за социјализам. 5 пати бил рануван, 5 пати, добил чин поручник и во 39 година со последните републикански сили заминал во Франција во концентрационен логор
од таму во Америка, каде што ја преседол во затвор цела Втора светска војна, за после војната да биде депортиран во Југославија и тука живее од 47 година до неговата смрт до 66 година, каде што работи као обичен службеник во текстилната фабрика Кузман Јосифовски пит. Тие се бореле за Македонија. И тоа борење за Македонија не кажува многу, тоест мора да се постави прашањето за каква Македонија се бореле. Трифун Бузев, Ганчо Хаджипанзов, Елисија Поповски, сите тие се бореле за Македонија, тоа е точно. Ама се бореле за социјалистичка Македонија, нешто што не се борат националистите. По потекло од Македонија, луѓе отидени на печалба во странство, исто така од различни етнички заедници, на крај, поради нивните прогресивни идеи, социјалистички идеи се нашле во Шпанија. Дали и тој дел се заборава дека не само етнички македонци биле во Шпанија, туку и од другите етнички заедници во Македонија имало шпански борци? Да, бројката на шпански борци од Македонија е околу 130. Таа бројка не вклучува само етнички македонци, туку вклучува и албанци, вклучува и еден евреин. И тука посебно, бидејќи не се знае, ќе спомнам случајот на Јустина Шкупи, која е од Скопје, албанка, родена во Скопје, многу брзо преминала да живее во Тирана, каде што завршила медицина и во текот на Шпанската граѓанска војна отиде да работи како болничарка во редовите на републиканската војска. После војната била заминала во Франција, а после Втората светска војна се вратила во Албанија, кај што меѓу другото и напиша едни мемуари за Шпанската граѓанска војна низ нејзините очи, книга што се уште не е преведена на македонски, а би било доста добро да се преведе. Таа е единствената жена што учествуваше во Шпанската граѓанска војна од територијата на Македонија и единствената албанка, етничка албанка од сите од Балканот, која учествувала во војната. А интересно е за неа од она што тие малце податоци што ги има во книгата за шпанските борци, што е издадена 2016 година. Таму го најдов тој податок дека таа фактички била во Скопје, учила во католичко училиште. Фактички она што во Шпанија беше на страната на Франко, а тоа е значи отворено католичката црква, се гледа дека Јустина Шкупи развила со текот на времето републикански или социјалистички идеи, можеби, што фактички го напуштила тој клерикален табор, како да го нарече. Да, тоа веројатно би го пишувало во книгата, да. Јустина Шкупи била напреден лик, значи не била конзервативна. Таа и во Албанија помеѓу двете светски војни, за време на владењето на Зогул, се борела за женски права и била проследувана и затворена поради таа пред Шпанија и си имала политичка активност тука на Балканот. Да, дефинитивно. Во таа насока би сакал да прокоментираме нешто сосем кратко. Јас, например, добив впечаток кога прв пат се сретнав со шпанските борци, дека она што се пренесува во сеќавањето, не само во Македонија и во светот, е дека повеќе се дава тежина на тоа дека тие и тие поети пишувале за Каталонија, за Шпанија, некако како романтизирана верзија се дава на некои личности. Тоа е поврзано и со познати светски писатели и поети што биле и членови на интернационалните бригади, ама некако се испушта од вид дека тие луѓе со веќе постојачка политичка наобразба отишле да се борат против фашизмот во Шпанија. Што зборува за она дали тие онака како млади
барале авантура и отишле да се борат во Шпанија, или предходно биле ваму или таму политички активни? Не може да стане збор дека отишле бидејќи барале авантура, отишле да се борат против фашизмот во Шпанија, бидејќи ситуацијата била многу сериозна во тој момент и се гледаше дека фашизмот напредува. Голем дел од нив биле изградени комунисти, социјалисти, работнички активисти, така што биле доста свесни зошто одат во Шпанија и зошто се подготвени да гинат. Значи, борбата на шпанскиот народ ја чувствувале како и собствена борба, значи да го запрат фашизмот во Шпанија за да не стигне и во нивните земји.